За интерпелациите мислам дека не треба да зборуваме многу, колега Мицевски, барем ние што сме одели на координации, сме присуствувале кога тоа се доgodilo. Не е фер, не е колегијално тоа што се зборува назад, да го изнесуваме пред јавност и да го кажуваме секој од своја страна, а и вие, јас и другите координатори знаат што е вистината за закажувањето или незакажувањето на седниците кога или на точките кога се разгледуваат интерпелации. И тоа треба да отрнеме на страна. Мислам дека таа пракса треба да се напушти кога има такви точки, каква што и за колечката Сонја Мираковска, да ги разгледаме во ден кој што ќе го договориме заедно со вас, затоа што тоа е ден кога се работи цел ден по таа точка, се гласа на крајот на денот и се носи конечната одлука. Дали да биде прва точка, последна точка, може да биде и прва, ако побаравте тогаш кога променувавте дневен ред, таа точка да биде прва, ама вие предложивте некоја друга да биде прва. Разговаравме и на процесот Жан Моне, интерпелациите или точките по предлог на опозицијата да бидат први или тие како ќе одредат, дај Боже да говорим и така нека биде, нема никаков проблем. Сега и повторно за процедурално, за искажаната невистина за законот за задолжување за поврзување на локални патишта. Прво, влезене во собраниска процедура на 6 мај 2021. Локалните избори беа септември, октомври, додека заврши декември 2021. 6 месеци беше блокиран од председателот Тимчо Муцунски на тогашна комисијата. И не го обвинувам Тимчо Муцунски или не го обвинувам вас за ова што правите во собранието. Знам дека таа политичка одлука која што вие мора да ја спроведите како што тој тогаш ја спроведуваше. Еве и така. Поминаа локалните избори. Овој закон беше ставен на комисија 5 месеци по завршување на локалните избори. Зошто? За пак да биде блокиран. Сега има притисок, треба да работа нешто. Градоначалниците добро, нека работат. Ви кажав и тогаш дека ќе го поддржиме тој закон, вие тогаш бевте против. И сега кажувам дека ќе го поддржиме тој закон, зато иако има други градоначалници или градоначалници од други политички партии кои што ги добили изборите, затоа што ние сме овде за граѓаните. Затоа што граѓаните треба да добијат тоа што предвидува законот и задолжувањето. Ама за вас граѓаните треба да блокирате не се во предвид и тогаш блокирате и за други точки од дневниот ред. Сега треба да покажете нешто пред граѓаните и сега законов е супер. Добро е што се премисливте, стварно е добар закон. Благодарам.